Во неделата се одиграа надпреварите од седмото коло во првенството на втората Лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово беа поразени со 3:0 на гостувањето во Валандово против Победа. Со тоа, жолто-сините веќе трет надпревар поред се без ефектива на своето бодовно салдо, иако играа против екипите од дното на табелата. Високата победа на Валандовчани против нашиот второлигаш можеби не е вистински одраз на силите на теренот, со оглед што гостите од Кочани имале неколку шанси за погодок што не ги искористиле, но сепак на крајот со наведнати глави го напуштиле теренот. Единствено оправдување за поразот до некаде може да биде отсуството на неколку стандардни играчи, но сепак примените 3 гола сериозно го оддалечуваат клубот од посакуваната цел да се одржува во средината на табелата. Во моментот Осогово и понатаму го задржува седмото место со 7 освоени бода, но доправа предстои тешка задача, затоа што во наредните кола противници ќе бидат екипи кои се во горниот дел. В сабота на стадионот Никола Мантов ќе гостува Борец 1919 од Велес, кој има 3 бода повеќе и е едно место погоре од Кочанскиот второлигаш. По двонеделна пауза поради обврските на младата репрезентација, викендов продолжи и првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. Во саботата се одигра четвртото коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани беше домакин на средбата со Каменица Саса и славеше висока победа од 7:0. Со тоа, девојчињата на тренерот Оливер Јовановски стигнаа до првите 3 бода во ова првенство, иако со тоа не дојде до поместување во редоследот на табелата. Нашиот женски прволигаш сега е во друштво на уште 3 екипи со ист број бодови, но поради лошата гол разлика останува на 10-та позиција од вкупно 12 екипи. Следниот викенд повторно ќе има пауза во првенството, а петтото коло ќе се игра на 29 октомври, кога ЖФК Кочани ќе гостува во Куманово против тимот на Речица.